Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Ја започнуваме нашата дневна емисија Извор на надеж. Повторно сме заедно и денес ки верувам дека содржините кои ги приготвивме за вас ќе ви се допаднат. Би сакал само да поминам накратко нашата содржина, значи почнуваме со молитвата Татко наш. Ке имате можност да погледнете и да слушнете избрани христијански песни, избрани библиски текстови од Новиот Завет, потоа кратка духовна порака, денеска носи наслов Најдобар доказ на верата. И денеска ќе ви ја понудиме бесплатната дописна библиска школа и потоа ќе ви ја понудиме Библијата, односно Светото писмо, како подарок од редакцијата на Адвентистичко радио Глас на надежта. Пред да ја слушнеме молитвата Татко наш, би сакал да прочитам еден библиски текст, а тоа е текстот во првото послание до Тимотија, првата глава, првиот стих. Еве што вели апостол Павле. Тоа е нашата надеж. Се мисли на Исус Христос. Исус е нашата надеж, почитувани гледачи. Христос е основата на христијанската надеж или базата. Значи, без Христа нема ништо. Тој го дал својот живот. Тој бил на оваа земја. Тој се понудил доброволно да дојде и да страда. И страдал, воскреснал и денеска е на небото и се приготува да дојде повторно на оваа земја, да ги земе сите христијани, сите оние луѓе кои веруваат во Него и кои се стремат, кои се приготвуваат да се сретнат со Христа. Значи, преку Него се отворил и патот за спасение и вечен живот, кој е најголемиот извор на надежта, како што спомнав. Исус е најголемиот извор на нашата надеж. Христовото воскресение ни дава надеж дека дури и смртта не е крај, туку само еден нов почеток. Да, Библијата не зборува дека после смртта човекот продолжува во некој друг облик горе во рај или во пекол. Не во тој смисол. Туку смртта не е крај, туку тоа е еден нов почеток кој ќе се воспостави кога Исус ќе дојде. Значи, ние мируваме кога сме мртви. Немаме никакви сознание, нити јадеме, нити пиеме и така нато. Меѓутоа, смртта не е крај, туку ќе дојде нов почеток кога Исус ќе дојде и сите заспани со вера во Господа, вели Библијата, ќе воскреснат. Значи, почнавме со текстот од 1 Тимотиева 1:1, кај што вели тоа е нашата надеж. Христос е основата на нашата надеж. Нека биде и твоја надеж денеска, почитувани пријатели и гледачи. Христос биде и денеска нашата надеж, нашата радост и се она што е поврзано со Христа. Ако веруваме во Него, навистина животот ќе не биде многу полесен, без разлика низ какви проблеми и потешкоти поминуваме. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Татко наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Слушни Господ зборува, правда и верност очекува. Се
Секој што Бог го повикува, добрина од него добива. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штите мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Божјата добрина тука е, секој што бара ке пронајде. Народите што ги создаде, ке видат колку славен е. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штите мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Во рано утро размислувам, со молитва денот го почнувам, за неговите дела раскажувам, со радост ја живеам. Нема страх повеќе, зашто мене тој ми помага секој ден. Кој нас ке начуе во тежок ден, мојот Бог. Милост, љубов, истина сака тој, во него најдов застапник, штите мој. Надевајте се на него целосно, мојот Бог. Разговорот Исусов со учениците при разделбата. Ветувањето на Светиот Дух. Глава 14. Да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење, а да немаше, јас ке ви кажев. Одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас при себе, за да видите и вие каде што сум јас. А каде одам јас знаете, и патот го знаете. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме? Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец, а од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и достание. Му одговори Исус: Толку време сум со вас и не си ли ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот, и како ти велиш, покажи ни го Отецот. Не верувате ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, а Отецот кој е секогаш во мене, Он ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Вистина, вистина ви велам,
Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, оти јас си одам при својот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го направам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и Он ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, оти не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возљубен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возљубам и ќе му се јавам сам. Му рече Јуда, не Искариот: Господи, што е тоа дека сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Исус одговори и му рече: Ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое, и мојот Отец ќе го возљуби и ќе дојдеме при него и живеалиште во него ќе направиме. Кој не ме љуби, не го запазува словото мое, а словото што го слушате не е мое, туку на мојот Отец кој ме прати. Ова ви го реков бидејќи сум со вас. А утешителот пак, Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во моје име, Он ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше, ниту да се бои. Чувте дека јас ви реков, одам од вас и пак ќе дојдам при вас. Но ако ме љубевте мене, ќе се зарадувавте што реков, одам при мојот Отец, зашто мојот Отец е поголем од мене. И сега ви кажав, уште пред да се изврши, та кога ќе се изврши, да поверувате. Нема веќе многу да зборувам со вас, оти иде кнезот од овој свет и во мене тој нема ништо. Но за да разбере светот дека го љубам Отецот и како што ми заповеда Отецот, така и правам. Станете да си одиме од овде. Питам се што ќе речи kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Hoću li moći izdržati? Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti.
Lukavali ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kakav li ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Jedan čovjek i njegov Bog. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Најдобар доказ на верата. Според библиската хронологија, Аврам бил роден 19 векови пред нашата ера во Ур, град во јужна Месопотамија. Пораснал во семејство кое истовремено му служило и на вистинскиот Бог и на незнабожечките божества. Меѓутоа, лично Аврам целосно му бил предаден на единствениот и вистински Бог, верен меѓу неверни и послушен меѓу непослушни. Сјајот на Аврамовата вера и долгиот живот посветен на исполнувањето на Божјата волја светлат од многу страници на Библијата. Уште додека Аврам живеал во својата татковина, Бог нашол во него свој соговорник. Библијата го објавува нивниот разговор во градот Ур. Читаме: Бог на славата му се јави на нашиот татко Аврам, кога беше во Месопотамија, уште пред да се пресели во Харан, и му рече: излези од својата земја, од твојот род и од домот на татка си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам. Дела на апостолите, 7 глава, 2 и 3 стих. Во времето на Аврама, градот Ур бил прочуена престолнина на сумерските владетели и важен културен, научен и трговски центар. Археолошките ископувања изнеле на виделе на многу негови повеќекатни градби, палати, храмови. Аврам бил повикан да ја напушти таа висока цивилизација, својот род и своите пријатели. Кога неговата вера е ставена на проба, Аврам се решил. Библијата известува: со вера Аврам, бидејќи повикан, послуша да појде до местото што сакаше да го добие во наследство и тргна, не знаејќи каде оди. Евреите 11:8. Најголем доказ на Аврамовата вера била неограничената послушност кон Бога, почитувани. Библијата ја истакнува неговата вера, но и неговите дела како доказ на таа вера. Му поверува Аврам на Бога и тоа му се сметаше за праведност. И тој се нарече пријател Божи. Јаков, 2 глава, 23 стих. За Аврама верата во Бога не била скок во мрак на безумие, туку напротив, излез на пат по кој го водел разумот од мрак во светлина. Неговиот посветен ум бил основа на неговата вера. Аврамовата вера била мост преку понорот, го поврзува сватливото со несватливото. Резултатите покажале дека мостот на верата е составен дел на патот на разумот и мудроста.
За да може да се оспособи за големото дело на чувар на вистинската вера, Аврам морал да се одвои од средината во која живеел. Неговата вера требало да биде проверена, неговиот карактер пречистен, а самиот тој подсврсто поврзан со небото. Неговите идолопоклонички пријатели биле пречка за развојот на неговата вера и затоа ги напуштил. Библијата секогаш верата ја поврзува со делата. Таа не известува дека Аврам својата вера ја докажал на дело или со дело. Пошол, иако не знал каде оди. Своето преселување од Ур, Аврам не можел да им го објасни нито на своите најблиски пријатели. Колку и да им објаснувал, тие не може да го сватат. Веќе стапил во подминати години и неговото напуштање на родниот град значило изворедна жртва. Без ниеден знак на сигурност дека Божето ветување ќе се исполни, Аврам го напуштил својот дом, својот род и својата земја. Единствена потпора му била довербата во Божјата реч. Неговото излегување значило жива представа за она за кое се надеваме и докажување на она што не се гледа. Евреите 11:1. Тоа всушност била применета вера на дело, онака како што е дефинирана во својот библиски текст. Аврамовата послушност била најдобар доказ за неговата вера. Со вера се пресели Аврам во ветената земја, како во туѓа и се настани под чатори со Исака и Јакова, наследниците на истото ветување. Евреите 11:9. За Аврама најубаво место на светот било она каде што сакал Бог да биде. За него верата значила лично пријателство со Бога и неограничена доверба во неговото ветување. Прва населба во ветената земја што ја посетил Аврам била Сихем. Тоа била добра земја, во неа имало многу потоци, извори и езера што извираат во долините и планините. Аврам со своето семејство стапил во земја богата со пшеница, јачмен, лозја, смокви, калинки, во земја каде што има маслиново масло и мед. 5 Мојсеева 8:7-8. Новој високообразован сумерец не можел да и се препушти на радост, зашто тогаш во таа земја живеја хананејците. Тоа биле непријатели. Кога Аврам стигнал на целта од својот пат во ветената земја, затекол еден непознат и идолопоклонички народ. На околните ричиња се гледале високи олтари посветени на лажни богови. Додека го подигнувал својот шатор, Аврам не можел да се ослободи од мрачни пречувства. Но токму тогаш, во право време, уште еднаш му се јави Господ на Аврама и му рече: ова земја ќе му ја дадам на твоето потомство. 1 Мојсеева 12 глава 7 стих. Бог бил со него и тоа за Аврама било доволно. Бил сигурен дека нема да биде препуштен на милост и немилост на незнабожците. Неговата вера се засилила. Покрај местото на кое подигнал шатор, му направи таму Аврам жртвник на Господа кој му се јави. Секаде каде што Аврам подигнувал шатори почитувани, веднаш кај него подигнувал крај него, кај шаторот подигнувал и жртвеник што служил како олтар и како споменик. Аврам одел понатаму, а жртвениците устанувале како доказ на неговата вера и послушноста на Божјата заповед. Дори кога земјата била погодена со суша, кога пресушиле потоците во долините и кога се исушила тревата на ливадите, Аврам не се посомневал во Божјото водство, ниту го враќал својот поглед кон старата татковина. Неговата доверба во Бога не се поколебала. Бил сигурен дека е негов пријател. Аврам не знаел да ги објасни патиштата на провидението. Иако не го видел исполнувањето на сите своји надежи, сепак цврсто се држал за Божјето ветување, сметајќи го толку сигурно како веќе да се исполнило, зашто го сметаше за верен оној кој беше ветел. Евреите 11:11. За Аврамовите дела, како најдобри докази на верата, Исус им рекол на евреите: ако бевте чеда Аврамови, вие ќе ги вршивте делата Аврамови. Укажувајќи на Аврама, и апостол Јаков нагласил: гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? Јаков 2:24. Драги пријатели, зар не би било прекрасно кога и нашето име би стоело и покрај Аврамовото име,
и кога и ние би се нарекле Божи пријатели. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. Сонцето изгрева, нов ден се раѓа и време да те прославам. Што и да биде, што овој ден ми носи, пак ќе ти пеам и во вечерта. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. Богат со љубов, бавен на гнев, со срце полно со благодат за нас, за Твоите добрини без прекин ке ти пеам. Илјада причини да не престанат. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. И во оној ден кога крајот ке дојде и време јас да одам кај Тебе, и тогаш душава без прекин ке ти пее. Илјада години во вечноста. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. Го слави ме Господа. Го слави ме Господа. Еве полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Почитовни гледачи, би сакал сега да ја видиме рекламата на дописната библиска школа.
Тоа е школа која ќе ви помогне многу за да ја откриете вистината во Светото писмо. Затоа слободно напишете на вашите компјутери, едноставно побарајте и ќе влезете во самата дописна библиска школа, кај што ќе ги откриете на вистина тие прекрасни вистини што Бог ни ги дава. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, драги пријатели, ве дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот, а може да ја следите на Адвентистичко радио Глас на надежта на Facebook и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Пред да се одјавиме, би сакали денеска да ви ја понудиме Библијата, книга над книгите, Свето писмо, бесплатно, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат дома на вашата адреса. Еве, сосема на самиот крај, би сакал да ве поздравам и да ви посакам убав ден. Бидете радосни, весели, имајте добри искуства во овој ден кој е пред нас, нека Господ не чува и се гледаме во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.